Браќи и сестри, благодарам што дојдовте денеска на втората средба од овогодишната седмица посветена на Светото Писмо. Општата тема на овогодишната седмица е Црквата и Светото Писмо, сведоци и заштитници на вистината. Вчера го имавме првото предавање. Првото предавање го одржа епископот Климент и говореше на темата Црквата на живиот Бог, столб и тврдина на вистината. А денес и утре јас ќе говорам на чисто библиски теми. Значи, првата тема, која денеска ќе ја обработуваме заедно е за употребата и злоупотребата на Светото Писмо низ призма на Светото Писмо. А темата утре што ќе биде како да се како да се разбере на вистински начин црквата. Повторно низ Светото Писмо, низ призмата на Светото Писмо. Што е црква и на кој начин треба да се живее во црквата и на кој начин не треба да се живее во црквата и на кој начин не треба да се разбере црквата повторно низ Светото Писмо. Значи како Светото Писмо ни ги отвара, дефинира, објаснува овие нешта за кои ќе говориме и денеска и утре. Овие предавања барат и ангажман од ваша страна, значи не се само беседа, кај што ќе можете емотивно да учествувате, интуитивно, онака, со некаков религиозен вознес, туку треба да го вклучите малце и умот. Затоа што читањето на Светото Писмо, примањето на Божјото откровение, восприемањето на Божјата вистина, се прима и на интуитивен, и на емотивен, но и на рационален план. Значи, сите планови на нашето битие треба да бидат активни, а потоа и се спроведува и со умот, и со срцето, и со волјата, и така натаму, и така натаму. Значи, тоа е денешната тема. Првото нешто кој ќе го имаме како вовед во денешната тема е она што како повик, како прашање, му го упатиле евреите после денот на Педесетница, кога се излила силата на Светиот Дух врз апостолите и кога самите тие евреи тамо што биле тогаш во Ерусалим на празникот Шавуот или Педесетница, празникот посветен на првите плодови и така натаму, самите тие, како што ни сведочи и светиот апостол Лука во својата книга Делата на светите апостоли, самите тие слушнале некоја бучава, нешто слично на ветар, бучава која со многу нешто се разликувале од сите тие нешта кои бучеле по логиката на овој свет во овој свет, бучава која сите ги запрепастила, дури ги уплашила. Тоа што овие го слушнале, апостолите и го слушнале и го виделе. И апостолите исто така е слушнале таа бучава, но апостолите ги видеа и тие несоздадени божествени енергии, таа сила на Светиот Дух во вид на огнени јазици, кои се спуштија на секој од нив. И кога апостолите се исполнија со силата на Светиот Дух, со водството на Светиот Дух, тие на многу јазици започнаа да сведочат за Исуса, започнаа да сведочат за Евангелието, започнаа да сведочат за Царството Божјо, започнаа да сведочат за можноста човекот да биде спасен од паднатоста на овој свет. И сега кога апостолот Петар, вдахновен и водан од силата на Светиот Дух, на оние собрани тамо евреи, им говореше за сето она што се случи со Исуса и им говореше за пророштвата на пророците од Стариот Завет и за пророштвата на пророкот Јоил и за сета таа смисла на симнувањето на Светиот Дух. И кога оние луѓе тамо што го слушаа, длабоко го доживеа сето она што апостол Петар им го говореше, тие му ги упати овие зборови. Луѓе, браќа, што да правиме? Луѓе, што да правиме сега? Значи, очевидно е, ти ни сведочиш, тие самите го познавале апостол Петар. Тие знаеле како бил тој пред да ја прими силата на Светиот Дух,
а сега гледале некој друг Петар. Нешто што избивало од него, кое пред тоа го немал. Тие исто така слушале таа бучав, како што рекол пред малку. Тие исто биле сведоци за сето тоа што Исус го правил во Ерусалим. И внимавајте, во нивниот ум, многу нешто ја направиле таа слика, дека овој Петар што говори пред нив или Шимон, како што они си го познавале, говори вистина. И сега, тие на таа вистина одговараат со прашање. А луѓе, браќа, што да правиме сега? Значи, тоа прашање е упатено до сите нас. Во еден момент кога ние ќе станеме свесни, односно ќе стекнеме сознание, или по-пластично кажано, кога ќе ни се наместат коцките во нашиот ум, или мозаикот ќе се спои, како што вчера еден брат тука што седеше од оваа страна, кога прашуваше, од кај ние знаеме дека Исус е вистина и ја сведочи вистината. Сега, во еден момент, кога ние тоа ќе го осознаеме и кога ќе се осведочиме за тоа, дека тој е вистината и тој е изворот на вистината и тој е спасителот, тогаш се поставува ова прашање. Секој од нас си го поставува ова прашање. Како што тогашните евреи го поставиле. А луѓе, браќа, што да правиме? Значи, една работа е да се признае вистината и да се аргументира дека таа вистина постои, но друга работа е да се живее во вистината. Тоа е сосем различна работа. Сосем различна работа. И затоа многумина луѓе што ја барат вистината, доаѓаат така до вистината, доаѓаат до Христос, но кога ќе се соочат со вистината таква како што таа е, тука започнува сериозен проблем. И затоа ова прашање, луѓе Божи, што да правиме? Значи, не случајно ова прашање, затоа што внимавајте да се живее во овој отпаднат свет, ваков како што е, со сите пројави на отпаднатоста. Една од пројавите на отпаднатоста е незнаењето. Луѓето не знаат. Луѓето немаат вистинска информација, а немаат вистинска информација за нештата, затоа што се во духовна успорна состојба. А се во духовна успорна состојба затоа што сме отпаднати од Бога. Сме го изгубиле вистинскиот духовен идентитет наш, вистинскиот призив, вистинската насока и смисла на нашето постоење. Значи, сериозно се наоѓаме во слепа улица. И сега, кога ќе се соочиме со паднатоста на овој свет, таква како што е, со сите незини предизвици, нас, како луѓе кои сакаме да живееме вистината и да живееме во вистината, ни треба нешто што е на вистина. Ме разбирате? На вистина. Не некаква вистина која ние сами ќе се изградиме и консензуално ќе се договориме дека тоа е вистина. И ќе си ја прифатиме како вистина. Дали тоа ќе биде некаква идеологија, дали тоа ќе биде некаков филозофски систем и така натаму, ние ќе си прифатиме дека тоа е вистина и ќе се веруваме во тоа и тоа некако ќе ни дава некаква сигурност, некаква рамка и така натаму. Но луѓето кои на вистински начин бараат вистина од вистинскиот, од нашиот Творец, тогаш тие се соочуваат со Светото Писмо. Значи, ако говориме за вистината во овој свет, тогаш треба да знаеме дека вистинскиот тој што е својата вистина, вистината за себе, внимавајте, вистината за себе, вистината за нас, вистината за овој свет, вистината за причините зошто овој свет се наоѓа оваква состојба. И за многу нешта ни ги откри во Светото Писмо. И затоа, за нас, христијаните, Светото Писмо е соочување со вистинитиот и со неговата вистина. Внимавајте, ние во нашиот ум може да изнедриме многу умни, мудри мисли. Умни сме ние луѓето, интелигентни сме. Но кој од нас може да потврди со сериозен авторитет дека тоа што ние сме го изнедриле како мисла, како став за овој зона дека е вистина? Некој може да си направи еден систем кој е вистинит, некој друг ќе каже не е вака и така натаму, и затоа луѓето си прават разни филозофски системи, разни религии, разни идеологии и така натаму, но сето тоа е
нечија вистина, ме разбирате, нечија човечка вистина. А сега, кога ние имаме работа со Светото Писмо, ние имаме работа со вистината на вистинскиот, со вистината на нашиот Творец. Оние кои и минатите години доаѓа на предавањата, или оние што го посетуваат во ведниот курс, имаат некаква представа за Светото Писмо, но еве за оние кои можеби прв доаѓаат на вакво предавање, само накратко. Значи, Светото Писмо, кога ние ја држиме оваа книга во нашите раце, Светото Писмо е зборник, составен од два зборника. Од зборникот на светите книги напишани во Стариот Завет и од зборникот на светите книги напишани во почетокот на Новиот Завет. Значи, и тие два зборника го сочинуваат овој севкупен зборник, што ние го познаваме како Свето Писмо. Стариот Завет, евреите го нарекуваат Танах. Значи, оние што го добиле, односно, оние што добиле таа вистина, односно тоа откровение, старозаветниот народ Божи, еврејскиот народ, тие своји свети книги ги нарекувал Танах. Затоа што светите книги, старозаветните свети книги, се делеле во три подгрупи. Првата група, или првиот зборник, кој бил темелен зборник на светите книги на Стариот Завет, е Тора. Тора или законот. Тоа е Мојсеевото петокнижие. Потоа се Невим, тоа се пророчките книги, и Кетувим, тоа се поучните книги. И сите тие три дела, односно три зборника, заедно евреите ги нарекуваат Танах, при што суштинскиот, темелниот зборник, на кој тие ја темелеле својата вера и сиот свој живот, била Тора, односно Мојсеевото петокнижие. Она што директно директно Бог му го открил на Мојсеј. Новозаветните свети книги, односно светите книги кои се напишани од апостолите Христови, оние кои беа со Исуса, оние кои го гледаа, оние кои го слушаа, оние кои беа директни сведоци на сето тоа што нивниот учител и нашиот Спасител го направи, тие вдахновени водени од Светиот Дух ги напишаа новозаветните сведоштва, односно новозаветните свети книги, 27 свети книги, и тој зборник ние го нарекуваме Евангелие, како што ја нарекуваме и науката на нашиот Спасител. Радосна вест, добра вест. Нема ништо порадосно, нема ништо повистинско, нема ништо подлабоко, посуштинско од круцијалното откровение што самиот овоплотен Син Божи, кој стана човек, му го откри на човештвото, а апостолите го запишаа. Значи, самиот Бог, овоплотен, говореше. Апостолите негови сето тоа го запишаа, вдахновени од Светиот Дух, и ние тие нешта ги имаме во тие 27 книги, новозаветни 27 книги, и тие 27 новозаветни книги со останатите старозаветни книги го сочинуваат зборникот на Светото Писмо или Библијата. Знам, на многумина ми е тешко кога ќе го отворат Светото Писмо, тешко им е да ја разберат пораката. Затоа што, внимавајте, Светото Писмо е свештена книга, света книга, затоа што доаѓа од светиот, на еврејски кадош, од светиот. Светиот открива света вистина. Исто така таа света вистина ја примале луѓе кои исто се истекнувале со светот, со свет живот. И тие луѓе, таа вистина што Бог им ја откривал, ја запишувале. И затоа Светото Писмо уште го нарекуваме и запишано откровение Божјо. Запишано откровение Божјо.
Говорев пред малку. Секој од нас доволно е малко да биде интелигентен и да изнедрува од својот ум, од своето срце, од својата душа, мудри мисли, вистински мисли и така натаму и така, вистински размислувања за многу нешта, но колку е сето тоа вистина? Знак прашање. Сега, Светото писмо ни ја открива вистината таква како што е, затоа што Светото писмо е всушност вистина која е откриена од самиот Творец. Внимавајте, значи тоа е откриено од самиот Творец. Значи, луѓето што го запишувале, односно, авторите што ги запишувале светите книги на Стариот и Новиот Завет, се луѓе кои примиле откровение, директно Божјо сведоштво. Разбирате? Директно Божјо сведоштво. Во силата на Светиот Дух. Сега, многу интересно тоа, јас имав неколку предавања како одел тој цел процес на запишување. Бог никогаш тој процес на запишување не го правил механички. Значи, оние луѓе кои биле од Бога избрани тоа да го прават, самите тие биле длабоко навлезени со својот живот во таа вистина Господова, во животот на Божјата вистина, и сето тоа вдахнати од Светиот Дух тие го запишувале, водени од Светиот Дух. Како изгледа сето тоа, може да говорат само оние луѓе кои се во таа духовна состојба, кои дошле до тој степен на инспирација, на вдахновение од Духот Божи. Но, тоа што тие го запишале како откровение. И затоа ние, христијаните, велиме за Светото писмо дека тоа е запишено откровение Божјо, внимавајте, од конкретни личности. Ние, кога го читаме Светото писмо, ние знаеме дека секоја книга која е во Светото писмо има конкретен автор. Конкретен автор. Значи, конкретна личност, понатаму, во конкретна од Бога формирана заедница. Значи, Бог не е Бог на нередот, туку Бог е Бог на редот. Не му текнува на Бог да повика било кој човек од било кој народ и сега да му даде откровение. И внимавајте, тој и да прими откровение, еве да кажеме. Тие луѓето околу не може да го разберат. Или кој знае како ќе го разберат. А сега, зошто ова сум го напишал? Во конкретно од Бога формирана заедница. Значи, пророците од Стариот Завет, тие биле членови на конкретна заедница на старозаветниот народ Божи. Па тие живееле со вистината за Елохим, за вистината за едниот Бог. Тие живееле со таа вистина. Тие примале порака од претходните генерации за него. Тие живееле со таа вистина. И тие самите се сеќавале за претходни луѓе кои добивале исто така, биле повикувани од Бога и ја извршувале Божјата волја во овој свет. И затоа Бог ги повикува пророците првин во рамките на старозаветниот народ Божи, од еврејскиот народ. И кога Бог ќе повика некој пророк, внимавајте, сето тоа се случувало пред сведоштва на други луѓе. Потоа тоа што тој ќе го запишел и други луѓе биле сведоци за тоа, и потоа тоа влегувало во, како да ви кажам, во канонот или во збирките на останатите откровение што ги добивале од претходните пророци, од претходните генерации, и полека следните генерации тоа го пренесувале. Видете како Бог ги промисли работите. Значи, тој испраќа порака, тој има свој план, свој домострој, своја промисла во овој свет, и тоа испраќа својата порака. Но има луѓе кои се подготвени таа порака да ја пренесат. Како би дошло тогаш Светото писмо до нас? Значи, цел еден народ учествувал во пренесувањето на таа порака. Значи, во конкретна од Бога формирана заедница, потоа во конкретен историски контекст. Во конкретен историски контекст. Многу често Бог, кога повикува некој пророк, говориме за периодот на Стариот Завет, значи, тој го повикува пророкот да даде своје откровение, односно да ја открие својата промисла, својата волја за дадениот историски контекст, за луѓето кои живееле во дадениот историски контекст, но многу често
Бог им откривал на пророците и трансистоrijska порака, односно пророštva, односно пораки кои важеле и за останатите народи. Например, конкретно, пораката за Месијата. Пораката или односно пророštвата за Месијата, полека сето она што го давал кај пророците, тоа се пренесувало кај следните генерации. Значи, пред конкретни сведоци, целиот старозаветен народ Божи бил сведок, затоа што ако еден пророк биде од Бога повикан, и ако Бог му даде пророштво, и тоа пророштво се исполни, тогаш тој пророк е вистински пророк. Но ако некој сам себе си се прогласи за пророк, пишува тамо во Тора, тогаш бил каменуван, затоа што е лажен пророк кој ги заведува луѓето. Затоа што пророштвото што го кажува тој пророк не се остварува. Или тие пророштва се ги користеле лажните пророци за некои своји цели, поради вакви онакви мотиви. За конкретна целна група говоревме тоа, значи пророците ја откривале волјата Божја, првин за старозаветниот народ Божи, за еврејскиот народ, но и за другите народи, па и за целото човештво. И понатаму, внимавајте, и со конкретна историска проверлива цел. Значи, пророштвата на пророците или пророштвото што самиот Христос ги кажува. Замислете, пошто сме ние третиот ден од Педесетница, Христос им говори на апостолите, пророчки, дека ќе пострада, дека ќе биде распнат. Но тој им вели дека ќе воскресне. Што мислите, ако тој им кажал дека ќе биде распнат и го распнал, ако не воскреснал? Разбирате? Тогаш е лажен пророк. Но тој кажал дека ќе биде распнат. Го кажал начинот на своето страдање. Тој се повикал дека пророците од Стариот Завет пророкувале за неговото страдање. Многу често јас, кога сум го толкувал 21-иот Давидов псалм, значи во тој псалм пророкот и крал Давид пророчки, вдахновен од Светиот Дух, говори за тоа како ќе страда Месијата. Тој говори буквално вдахновен од Светиот Дух 1000 години пред страдањето на Месијата, тој говори како ќе страда Месијата. Пророкот Исаија е исто така. Христос кажува и се исполнува тоа. Понатаму Христос се вознесува кај својот и нашиот небесен Отец и им вели на апостолите: 10 дена од овој ден ќе ја примите силата од небесата. И што мислите, никој да не дошол? 10 дена. Чекаат они. Видете, затоа верата и кај старозаветниот народ Божи и се разбира кај членовите на новозаветниот народ Божи, заради овие историски проверливи цели е уште поголем. Затоа што Христос кажува и се исполнува. Тој кажува и за разрушувањето на храмот. И храмот е разрушен, старозаветниот храм. Тој им говорел, внимавајте, на апостолите, шакал луѓе. Вика, одете и научете ги сите народи. До крајот на овој свет. И ние гледаме апостолите, исполнети со силата на Светиот Дух, ја примаат ова заповед од својот учител, од својот Господ, и во силата на Светиот Дух одат и проповедат, и гледате што се случува. Тоа што Христос го кажа денеска се исполнува. Ние гледаме. Нема крајче на планетата Земја кај што не е засведочен Христос. Сите нешта се исполнуваат. Аналогно на тоа ќе се исполни и пророштвото, односно ветувањето за неговото второ доаѓање, и за воскресението од мртвите, и многу други нешта. Че внимавајте, Светото писмо е со проверлива историска цел. Значи, историски проверливо. За разлика од разни други свети книги на некои религии, кои во многу често се сведуваат на бајки и приказки. Но не е денешната тема за тоа, може би некоја друго предавање. Конкретно ќе биде споредба меѓу Светото писмо и свети книги на разни други религии. И внимавајте уште еден битен момент. Бог, нашиот Творец, тој што е вистинскиот, откривајќи ја својата вистина, тој нема за цел во овој свет да прави уште една религија. На Бог не му треба религија, бре луѓе. Ќе ви објаснам.
Самиот збор религија доаѓа од латинскиот збор релегаре, што значи повторно човек да воспостави контакт со Творецот. Затоа што човекот е така создаден. Тој е богобарачко битие. Без Бога не може тој. И ние гледаме древните народи, го бараат Бога, бараат вистината. Но внимавајте, сиот нивен обид да се дојде до вистината, за жал бил спречен од духовите на поднебесието. Значи, духовите на поднебесието, нечистите духови, паднатите ангели, го збунуваат умот на човекот. И преку лажни формирачи на религии, култови и така натаму, нечистите духови формираат религии, односно култови, идолопоклонства, луѓето се поклонуваат на тој идол, принесуваат жртви, потоа околу тој идол се формираат разни обредни пракси, кои се најчесто магиски, окултистички, така натаму и така натаму. И така почнувал да се формираат религиите во овој свет. Одете во коренот на секоја религија и ќе видите дека тоа така. Друго е што после тоа умни луѓе пишувале филозофски системи, мудри работи, па ние се наситуваме од тие интересни нешта што ни доаѓаат. Еве, земете, истражете го хиндуизмот. Видете на кој темел се темели хиндуизмот, а читате ги Упанишадите. Ќе видите во Упанишадите многу мудри мисли. Луѓето се мудри, луѓето се богосоздадени битија, сите се со образот Божи во себе, ја бараат вистината. И секаде ке сите народи ќе најдете мудрости. Но гледате што е темелот на нивната религија. Идолопоклонство, магизам, окултизам и врзување со обредност. Во Божјата вистина не е така. И во Старозаветниот, и кај Новозаветниот народ Божи, Бог сака човекот да биде ослободен од религијата. Сака да биде ослободен од идолопоклонството, од окултизмот, од магизмот. Бог сака ние да бидеме слободни, да бидеме негови чеда, ме разбирате? И затоа, ако ги читаме ние светите книги на Стариот и Новиот Завет, понекогаш ни изгледаат, особено книгите на Стариот Завет, строги, ама така нашиот небесен татко, тој што е вечниот, ја покажува грижата за паднатото човештво. Пошто многу сме забегани. Ептено, имавајте, кога детето ќе направи мала белја, малце пројавуваш, како да кажам, грижлив гнев, ама ако ќе направи голема белја, љубовта и грижата стануваат големи заедно со болката за промашувањето. И сега, Светото писмо, како откровение Божјо, ова е многу битен збор, сакам да го запаметите. Значи, тоа е нешто што ни доаѓа од самиот Творец. Од самиот Творец. И тоа е запишувано од 1480 година пред Христос, значи тоа се првите 5 книги од Стариот Завет, тоа е Мојсеевото петокнижие, и се разбира 98 година после Христос, тоа е последното евангелие, четвртото евангелие, напишено од апостолот Јован. Сето тоа заедно го имаме овде. Сега, ова беше малце подолг вовед, но мора да знаеме за што зборуваме. Кога зборуваме за Светото писмо, да знаеме за што зборуваме, што подразбираме по Свето писмо. Сега, употребата на Светото писмо. Значи, таа вистина што Бог ни е открил е употреблива, таа ни е открил само ние интелектуално да си ги задоволуваме нашите филозофски прашања, интелектуално да жонглираме со таа вистина. Не, тоа не е целта на Божјото откровение. Еве што е целта на Божјото откровение. Тоа го имаме запишено од светиот апостол Павле во неговото послание до Тимотеј, во второто послание, и тој вели вака: целото писмо е од Бога вдахновено и тоа е полезно за, прво за поука. И во заграда пишува: одете и научете ги сите народи. Значи, целта на Божјото откровение да биде поука за народите. Затоа што народите се збунети, народите не знаат со што и со кои критериуми да живеат. Збунети се. А луѓе, браќа, што да правиме? Тоа извикуваат народите.
Тој извикува и денеска современиот човек. Јас ќе ви кажам мој став. Многу ми навелат денеска современиот човек нема потреба за вистина. Ја не се сложувам со тоа. Не се сложувам. Секој човек има потреба за вистина, но за жал, оние луѓе што треба да ја сведочат вистината изгледа го изгубиле тој мотив, а поради која причина веќе тоа е друга тема. Може би ќе преговориме утре малце. Значи, првата смисла на од Бога вдахновеното Свето писмо е поука. Значи, тоа треба да биде темел на нашата вера. Значи, Божјото откровение треба да биде темел на нашата вера. Кога ние ја темелиме нашата вера, кога ние велиме дека веруваме во тоа дека Исус е Месија, дека е роден од пречистата Дева Марија преку Светиот Дух, кога велиме дека тој основал една црква и што значи тој така, од кај ги црпиме ние тие информации? Од Словото, внимавајте, ама Словото секогаш паралелно оди со заедницата што го пренесува. Старозаветниот народ Божи ги пренесува старозаветните книги, новозаветниот народ Божи ги пренесува новозаветните книги. Не можете вие, и гледайте го тој момент, не можете вие Светото писмо да го извадите надвор од заедницата од која е тоа изнедрено. Не можете. Опасна работа. Сите оние што денеска го вадат од контекст Светото писмо, од контекст на црковната заедница, тие си прават своји теологии, своји приказки. И јас често пати кога ги слушам, викам, што правите вие? Видете, Светото писмо е книга. Како и било која книга, можете, и таа книга си ја толкувате по ваше. Субјективно. И тука, значи, кога Христос вели, одете научете ги сите народи. Значи, што тоа значи? Тоа значи дека апостолите, а потоа епископите, презвитерите, ѓаконите и сиот народ негов, неговата црква, неговите ученици, кои својата вера ја втемелиле врз откровението што тој го открил, треба тоа откровение, таа вистина, која веќе ја живеат и во која веќе имат плодови, внимавајте, не само да живеете. Реков на почетокот, не само да се знае вистината, туку таа треба да се восприеми и да се има плод од таа вистина. Сега, кога ќе се има плод од таа вистина, во силата на Светиот Дух особено, Господ ни благословува таа вистина да биде поука за ближните околу нас. Ама, кога ќе тргнеме во процесот на поучување, многу сериозно треба да се прашаме, дали ние тоа што мислиме дека треба да биде за поука е навистина вистина? И дали тоа навистина е втемелено на Божјото откровение и дали тоа навистина ние сме го разбрале? А кој е моментот, кој е проверувачот на тоа што ние го имаме како порака? Па нашата црковна заедница. Нашата заедница. И затоа црквата е соборна. Значи, ние треба секој од секого да учи. Значи, никој од нас не може да каже, ја знам вистината 100%, вие од вас немам потреба. Секој од секој го учи. Затоа црквата е соборна. И ако јас нешто не говорам како што треба, останатиот дел од црковната заедница треба да ми каже, така и така, отец Ивица, или брат, или ова, или сестро, ова што го зборуваш ти, на што се темели? Ако јас објаснам, добро, ако не објаснам, има друга фаза. Значи, поука, понатаму имаме за изобличување. Пишува апостолот Павле во своето послание до Тит. Бегај од човек еретик, откако еднаш и повтор пат го советуваш, знаејќи дека таков човек се изопачил, греши и дека се осудил сам себе си. Имавете, ова не се мои зборови. Овие зборови се наоѓаат во Светото писмо. Во Светото писмо на Новиот Завет, во посланието на апостол Павле до Тит, кој бил епископ. И апостол Павле му вели, значи, врз темелот на Божјото откровение, врз темелот на онаа вистина што Бог ја откри, ако некој таа вистина ја искривува, еретик е грчки збор. Грчки збор што значи избирам. Хересис, избирам. Значи, избирам. Значи, избираш од севкупноста на вистината
избираш некои работи што тебе ти се допаѓаат, а останатите работи што не ти се допаѓаат ги отврлаш, или тие работи што тебе ти се допаѓаат ги видоизменуваш. Тоа е еретик. И отровот на ереста е опасна работа. Затоа што малкумина луѓе, како и денеска, така и во минатото, има дар на расудување. Дар на расудување, дар на Светиот Дух на расудување, на препознавање на духови. Не на духови, значи на тоа што зрачи од зборот. Разбирате? Што зрачи од пораката? Дали таа порака е од Светиот Дух или не од Светиот Дух? И затоа Светото Писмо служи и за изобличување. Значи, ако нешто се забегува, се отвара Светото Писмо, значи, ама Светото Писмо не како што јас си го разбирам. Значи, онака како што црквата 2000 години го разбира и го исповеда. И го практикува. И му кажуваш на братот тој, што забегуе, тука пишува, се изопачува, греши, се осудил сами себе си. Му кажуваш еднаш, му кажуваш и по втор пат. Иако Христос, ако веќе одиме во суштинскиот момент на изобличувањето, Христос вели, со братот или со сестрата твоја од твојата заедница, ако имаш нешто против, ќе говориш насамо. Затоа што не знаеш зошто и како од некој човек. Луѓе сме ние не сме стабилни битија. Знаете кој е стабилен? Па оние кои достигнале состојба на обоженост, на светост. Ама кажете ми колку мина има, ако има воопшто. Кои веќе може да го цитират апостол Павле, не јас, туку Христос во мене и Христов ум имаме. Такви луѓе, не знам, може би вие познавате, јас не познам. Може би познавам преку книги. И читам нивните книги, нивните толкувања, поуки, но лично не познам. И затоа, секогаш кога ќе се отвори темата, затоа што не можете вие било кого, ако нешто вие не знаете, не ви е јасно вам, или погрешно сте разбрале, и сега некој нешто говори што е вистина, а вие затоа што погрешно сте разбрале вистината, не сте разбрале како што треба, него да го обвинувате за ерес, а кога вие сте ерети. Не сме се еретици. А ние сме сите не сме еретици, да ви кажам. Јас, кога како духовен раководител и како парохиски свештеник и така натаму, често со моите парохијани, со духовни чеда, пријатели, кога говориме, кои се декларират како ортодоксни христијани, правоверни, ми разбирате. Сега, кога ќе се отворат разни теми, се слушаш небулози. Значи, они не се свесни, намерни еретици. Тоа е незнаем. Ма тој толку избира да биде мрзлив. Ереси, тоа е. Избира да биде мрзлив. Да не ја спознава вистината таква како што е. Затоа што ако ја спознава вистината таква како што е, изгледа ќе треба да се менува. А луѓето сакаат дозирана вистина. Така да околу ова, за изобличување, значи, човек на вистина треба да има духовна зрелост и голема љубов, за да приде на брат или на сестра, за кој мисли дека е во ерес. И треба прво само. Или не мора да биде ерес, може да биде неетичко однесување. Неетичко однесување во црквата. Значи, прво на само, ако не те послуша, тогаш 20 или 30, со љубов, доаѓате не да го карате, не да го тепате, туку да го вратите на патот на спасението. Не му судите на човекот. Туку да го вратите на патот на спасението. Што вика апостол Јаков, кој ќе врати некој од погрешен пат, многу гревови покрива. Сватете го тоа. Да имаше повеќе љубов во црквата и повеќе зрелост, зборам во црквата, во човечкиот аспект на црквата, не затоа што црквата е богочовечки организам, да имаше повеќе љубов, повеќе зрелост, многу работи што се случуваат денеска, немаше да се случуваат. Ако ние на вистински начин разбравме што Христос сака да ни каже со ова, а по тоа ќе ве позна дека сте мои ученици кои имате љубов помеѓу вас, многу работи од тоа што се случуваат денеска нема да се случуваат. Но тоа е, понатаму ќе говориме за тоа.
Понатаму внимавајте, за поправање, значи поука, изобличување, поправање. Тоа поправање оди повеќе на етички план. На етички план. Видете што кажува нашиот Спасител. Што излегува од устата, доаѓа од срцето. И тоа е она што го осквернува човек. Во Стариот Завет, видите, знаете, по Тора имате разни закони кои го осквернуваат човекот. Зошто и како било тоа е друга тема, може би ќе имаме една специјално такво предавање. Но Христос вели, еве што го осквернува човекот. Што излегува од устата, доаѓа од срцето, и тоа оно што го осквернува човекот. Од срцето излегуваат лоши помисли. Лоши помисли. Значи, целиот процес на злото е во нашиот ум. Па потоа, од тие зли помисли кои ние ги прифаќаме, па ги храниме со нашите чувства и со нашата волја, па од тие лоши помисли излегуваат и убиства, и прелюбодејства, и блудства, кражби, лажни сведоштва или клевети. По денеска е тоа, што да ви кажам, добар ден. Веќе не знаеш како за кого да мислиш. Само етикети. Лажни сведоштва, хули, тоа го осквернува човекот. Јасно? Отвора Свето писмо. Светото писмо е критериум, сведок, и тука е за поправање. Па ако ќе отвориме Светото писмо, да се поправиме малце, ама не го отвараме, и затоа не се поправаме. И затоа не се поправаме. И се чудиме што не снаоѓа. Еве што не снаоѓа. И се чудиме од кај овие работи доаѓа. Па еве. Од каде? Од срцето нечисто. Од јазикот човечки. Од патолошките мисли зли. Па анализирате денеска, малку треба со некој човек да поправите муавете едно 5-6 минути, па ќе видите што се излегува. Понатаму и поучување во праведност. Поучување во праведност. Видите, кај евреите бил многу битен тој момент да бидеш праведен, односно достојно, слободно да стоиш пред Бога. Тоа е исто како денеска достојно, слободно да стоиш пред луѓето, да можеш да ги гледаш во очи. Кога човек не е праведен, а се му е нечиста совест, или кој знаеш кои работи правил, тој не може да ве гледа во очи. Бедне глава јадниот. Па колку и да мисли дека е ваков и онаков. И видите што вели Христос. За праведноста. Немојте да мислите дека сум дошол, а особено тоа важи за епископатот и презвитеријатот, односно за свештениот аспект на црквата. За сите, но особено. Како што важел во Стариот Завет за свештениците, за фарисеите, садукеите и така натаму. Така важи денеска за епископатот, презвитерите, дјаконите и за сиот народ Божи. Немојте да мислите дека сум дошол да го поништам законот или пророците. Законот тоа е Тора. Најде, Мојсеевото петокнижие. Тоа е темелот на кој еврејскиот народ го организира својот живот. И пророците. Вели Христос, не сум дошол да ги поништам. Ниту законот, ниту пророците. Не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. И Христос сиот закон го исполнува на себе. И затоа воведува нов завет. Но тоа е веќе друга тема. Зашто вистина ви велам, дури постојат небото и земјата, ниту една јота или црта од законот нема да се измени. Јота ви е најмалата буква од еврејската азбука. Најмала. Вика, нема ништо да се измени. Зошто го говори ова Христос? Тоа е она историска проверливост. Вика, се што е кажано, се ќе се исполни. И немојте вие, вика, да ги извртувате работите. Немојте да го коригирате Бог. А ние тоа го правиме. Ние го коригираме Бог. Тоа е исто така друга тема. Многу често го коригираме Бог. Значи, он вака така, а ние си викаме, може и така, ама може и вака да биде. Може и така да биде, и после се чудиме. Не иде работава. Кога влегуваме во ДНК и РНК, односно генетски модифицирана храна, Бог си поставил азбука тамо, си ги поставил нештата. Ние викаме, не, подобро да биде. Подобро да биде и после тоа
Исто така, со Светото Писмо, не мора тоа така. Може да биде и вака. Не може да биде вака. Ме разбирате, не може. Видете, колко да, ова што го зборуваме, крајно неатрактивно за ушите на слободоумниот човек од 21. век. И мене ми е тешко да ви кажам наискрено. И јас сум човек грешен и тоа многу. Абе, не може. Господ кажал така и така, крај, готово, тоа е тоа, послушание. Јас многу пати го цитирам тој момент кога имаме либерални моменти, вакви и онакви. Ја викам, видете бе, само поради една заповед се случи оваа трагедија во која ние живееме денес. Само поради една заповед. Не јадете од дрвото на спознанието на доброто и злото. И Адам и Ева, Конгрес прават, ова, она, па може и вака, може и онака. Ма не може, бре, луѓе, не може. Знам дека ова што го говорам е тешко за слушање. Може би некој го фаќа и страф и така натаму. Ако, убаво е, почетокот на мудроста е остравот од Господа. Мора малци и така изгледа. Значи нема, видите, овој либералистички пристап, слободоумен, видите, не дека ја не сум за слобода на умот, ама умот доживува слобода, знаете кога? Кога ќе се очисти. Тогаш, кога ќе имаме Христов ум, просветен од Светиот Дух, тогаш е нашиот ум слободен. И тогаш ние ќе имаме наши мисли. Ние сами ќе ги изнедруваме нашите благословени мисли кои се исполнити со добро и кои израчат хармонија. Ама денеска ние викаме слободоумен ум, ја правам што сакам, а од мене излегува пекол. Кој излегува преку мене? Како слободоумен ум? Јас сум роб, човече. Кој знае чив? И се чудиме денеска што се случува во човештвото. Што се чудите? Не е за чудење, еве, поправање, поучување во праведност, еве го. И потоа кажува Христос, додека не се исполни се, и така, оно што ќе наруши една од тие најмали заповеди, и така ги научи луѓето, најмал ќе се нарече во Царството Небесно, а оно што ќе ги исполни и поучи, тој голем ќе се нарече во Царството Небесно. Внимавајте, Христос вика, исполни и поучи. Се е математика. Пошто тоа фарисеите го чекале. Они сакале да поучуваат, ама без да исполнуваат. Или понивно се исполнувале. Така и ние во црквата. Апостол Јаков не предупредува да не сакаме сите да бидеме учители. Учителството е опасна работа. Пошто јас ова денеска што сум тука, тоа е огромна одговорност моја пред вас и пред Бога. Јас за ова што стојам тука ќе одговарам на страшниот суд. Како сакате ви ова, разберете го. Но јас ова го разбирам со крајна одговорност. Вика, тој а оно што ќе исполни и поучи, тој ќе се нарече голем во Царството Небесно. И потоа внимавајте што вели Христос. Ме не познава тој нас. Како не познава, усрш не познава. Знае што ќе се случува со неговата црква. Зашто ви велам, ако вашата праведност, се мисли на новозаветниот народ Божи, тогашните негови ученици, и понатаму трансисториска порака на сите нас, ако вашата праведност не ја надмене праведноста на книжниците и фарисеите, вие нема да влезете во Царството Небесно. А со што се одликувале и книжниците и фарисеите, особено фарисеите? Со формализам. Внимавајте, што правеле фарисеите? Фарисеите од Бога откриената вистина правеле религија, форма, и ги заглавувале евреите у форма. И доаѓа Месијата, овие го чекаат Месијата, пророштво за Месијата, доаѓа Месијата и овие не го препознаваат. Зошто не го препознаваат? Па многу јасно, Христос ни кажува, вие наместо Божјата вистина да ја слушате, вие робови на човечки преданија станавте. Кој рабин си кажал овој, оној, вака, така, ова, она, па и тој рабин може и кажал нешто паметно, ама тој додека дојде до тој четвртиот, додека го раскаже, тој веќе петиот кој знае што разбрал. И народот бил збунет. Дали го препознале? Понатаму, околу праведноста. Праведноста е најблизок другар со егоизмот, со лажната религиозност. Тоа е фарисејскиот квас, квасот на фарисеите. Тоа е Христос, им вика апостолите, бегајте од квасот фарисејски, од формализмот, од обредна религиозност. Бегајте, вика, од таква религиозност. Затоа што, внимавајте,
обредната религиозност, формалната религиозност, кај луѓето кои не се духовни, кои не се длабоки, остава впечаток. И овие глумиле фарисеите. И овие народот мисли, колко се овие праведни, разбирате. И затоа Христос вика, вашата праведност, ако не ја надмене праведноста на овие што се прават праведни, ама по свој критериум, за себе и за тоа луѓето да ги фалат, ако и вие имате таква праведност, не се надевајте да влезете во Царството Небесно. Па кај ќе влезете во Царството Небесно со оволкаво его, бе, човече? Зборуваше тука еден човек, тесни се вратите Божии. Нема со волкаво его, со балон од суета не се влегува. Мора човек да се издиши себе си. Мора. Такви се принципите Божии. Крај. Да, за момент. И внимавајте понатаму, што пишува апостол Павле. За Божиот човек да биде усовршен, значи Божиот човек, значи човекот кој сака да биде Божи слуга. Значи денеска имате христијани кои со Бог немат никаква врска. Многу интересна работа. Имате свештеници, епископи, патриарси, папи или не знам, кои со Бог немат врска. Они прават нешто, ама што има Бог со нив и они со Бог, тоа е друга работа. Но тоа е друга тема. А вели апостолот Павле, за Божиот човек, значи тој што сака да биде Божи слуга, Божи ученик и оној што сака вистината на постоењето да ја разбере и во овој свет и да ја практикува и практикувајќи вистината на постоењето, со таа вистина се подготвува за вечен живот. Тоа е Божиот човек. За Божиот човек да биде усовршен и совршено подготвен за секое добро дело. Видете, многу е тешко да се прави добро дело. Многу е тешко да се биде добар во овој свет. Можете да бидете, со сестра Маја правиме пред некој ден муабет за тој момент, добри. Не смеете да бидете наивно добри. Глупаво добри. Готови сте. Треба да бидете мудро добри. Од Бога научени да бидете да правите добро. И тогаш тоа добро ќе биде градивно и за вас и за луѓето на кои им го правите. Понатаму внимавајте, потребни услови кај читателот за употреба на Светото писмо. Внимавај, јас ќе го читам ова внимателно, после ќе го коментираме. Ова па го зборувам и за сведок го повикувам Господа. Внимавајте сега. Пишува апостолот Павле, ова го зборувам и за сведок го повикувам Господа, кој го вдахновувал и го водел, Светиот Дух. Да не постапувате веќе како што постапуваат и другите незнабожци. Вие не сте незнабожци, вие го знаете Бога. Да не постапувате по суетата на својот ум. Само ова 2 сата има толкувај. Значи, да не постапувате по суетата на својот ум, помрачени во разумот, отстранете се од Божиот живот поради нивното незнаење и ожесточување на нивните срца. И тие се дојдени до безчувство. Значи, видите, како да е за денеска. Што мислите? Ништо не било поразлично. Безчувствителност, ожесточено срце, суетлив ум, крај. И вика, ако вие бидете како овие и сакате да читате Свето писмо, то вие ќе го извртите Светото писмо. И затоа човек со суетлив ум, со помрачен разум, кој има ожесточено гордо срце, и он кога ќе дојде во допир со Светото писмо, вика, леле, добар материјал за манипулација. Значи, тука има добар авторитет Светото писмо, луѓето имаат потреба за Бог, за ова, за она, шо ќе правам јас? Ме разбирате? Или не е битно? Какви се злоупотреби има? Или си читаш сам, или си толкуваш, или например, има и такви моменти. Чита човек со суетлив ум и вика, онака цело време со Светото писмо е у битка. Ако јас викам, кога ќе доаѓаат кај мене, такви читатели на Светото писмо, викам, вие сте супер, само тепајте се со Господа, Израел, тоа значи, оној кој се бори, тепајте се, не е лесно, викам, мако. Суетата во умот е тешка работа, ма полека се преборуваат со Божја помош,
Бог во еден момент, знаете, кога ќе се води таа кулминација, ќе ги удри некаде, на нему познат начин, за да ги смири таквите луѓе, и кога им се смири нивното срце, тие ќе видат реалноста на животот во овој свет и викат алелуја, слава на Бога. Понатаму, видите што пише апостол Павле, но вие не го познававте Христа така кога но вие не го познавате Христа така кога навистина сте чуле за него и во него сте се научиле. Не се гледа баш убаво. Дека вистината е во Исуса. Сега ова е битниот момент. Сега да кажа апостол Павле дека вие на вистински начин сте осведочени за Исуса и сте разбрали дека вистината е вистината во Исуса. И понатаму услов за читање на Свето писмо, за вистинска употреба на Светото писмо, да го отфрлите од себе стариот човек според вашето поранешно живење. Да го отфрлите од себе стариот човек според вашето поранешно живење. Не може си живеел како што си живеел, да не набројувам се, изимаш Свето писмо и се и Божи човек сум плюс. И ово сум, и ова, и ова, и ова, и ова. Ама немој. Не може. Просто земете една чаша и ставете во една чаша чиста изворска вода, онака најчиста што може. Ама потоа и улје стајте, па и зејтин стајте, па и катран стајте, па и кал стајте, па и измет стајте, јај да видиме, на што ќе личи тоа? Па на ништо. И многу често ние на ништо не личиме, деформирани сме. И затоа, ово го кажува апостол Павле, за мене ова многу битен момент и услов за употреба на Светото писмо. Да бидеме подготвени да го отфрлиме од себе стариот човек според поранешното живење, доколку се откажеме. Кое се распаѓа во измамливите желби, да се обновите со духот на вашиот ум и да се облечете во новиот човек, создаден според Бога и во правда и во светост во вистина. Поради тоа, откако ја отфрливте лагата, внимавајте сега. Поради тоа, откако ја отфрливте лагата, внимавајте, откако ја отфрливте лагата, односно откако сте разбрале што е лага, што е зло, кажувајте си ја вистината секој на својот ближен, бидејќи сме членови еден на друг, тогаш. А не, замислете онаа чаша со онаа содржина пред малку што ја спомнав, и таа човек со таква содржина ќе ви говори о Светото писмо. Кој знае што ќе ви каже и како ќе ги искриви работите и која му е целта на кажувањето. Значи, но поради тоа, откако ја отфрливте лагата, кажувајте си ја вистината секој на друг, секој на својот ближен, бидејќи сме членови еден на друг. Тогаш започнува процесот на поука, ама видете кое ниво треба да го имаме, односно кој процес треба да го поминеме. Тоа е, да не се лажем. И ова не сум го кажал јас, нити е на некој црковен собор, нити е некој светотец, туку ова е критериумот на нашата вера, кажан од апостол Павле, вдахновено Светиот Дух, и внимавајте, евангелските книги се наоѓаат, особено 4 евангелија, останатите апостолски книги се читаат на Светата литургија, значи тоа се чита на нашето собирање како црква. 4 евангелија и посланијата. Значи тоа е темелот на нашата вера. Сето тоа друго е надградо. Сето тоа друго е надградо. Понатаму, уште еден услов. Особено кога ќе почнеме малце посериозно да живееме како црква, како заедница, како плод на вистината од Светото писмо. Јас, браќа, не можев да ви зборувам како на духовни, туку како на телесни, како на младенци, односно како на деца во Христа, со млекове напоив, не со јадење, оти уште не можете да го примите она што е вистинското, затоа што уште се деца, што е тој процес, апостол Павле говори за тој процес на духовно раѓање. Со млекове напоив, а не со јадење,
оти уште не можете да го примите, а и сега уште не можете, бидејќи уште сте телесни. Уште живеете по логиката на телото, по логиката на паднатата природа, вика апостолот Павле. А како се препознава паднатата природа? Внимавајте сега. И навистина, штом помеѓу вас има завист, кавга и неслога, завист, кавга и неслога. Па врие! И завист, и кавга, и неслога. И ние викаме сме христијани, ортодоксни, вакви и онакви. Завист, кавга и неслога. Еве, услови за читање на Светото писмо. Услови да се живее христијански живот. Па ги исполнуваме. Се трудиме. А да не бидам песимистички настроен. Вика, и навистина штом помеѓу вас има завист, кавга и неслога, не сте ли телесни и не живеете ли како обични луѓе? Понатаму види што вика. Оти кога еден зборува, јас сум Павлов, а друг, јас сум Аполосов, не сте ли телесни? Па што правиме ние во црква? Ја поделивме на разни начини. Па не сме ли телесни? Суетливи сме. Сакаме да го слушаме тоа што ни одговара од тој што го зборува тоа што нас ни одговара, а не Христос. И тогаш се направиме приказки. Не се ли тие слуги преку кои вие поверувавте? И тоа според она колку кому Господ му дал, вика апостол Павле. Господ на секој му дал некој повеќе, некој помалку, некој повеќе, се подвизувал, има подвиг, примил сила на Светиот Дух, некој помалку, но сите ние работиме на Божјата нива. Јас посадив, пишува апостол Павле, Аполос поли, но Бог направи да израсне. Видите, најопасна приказка е, тој е моментот на лажна праведност, кога еве јас, например, мои духовни чеда, видите сега, јас сум, и сега гледаш луѓето нешто го менуваат својот живот, стануваат подобри, позрели, поодговорни. Ја викам, види што добар духовник сум, мајко. Види, па јас сум свет човек, бре. Јас сум, имам благодат, имам свет дух ме води мене. Ме разбирате? Забегуе. И затоа апостол Павле вели вика, па ние само работиме тоа што треба да го работиме. Ние сме работници на нивата Господова, но Господ направи да израсне. Господ, нашиот Отец Небесен, преку откупителната жртва, победната жртва на нашиот Спасител, на оној кој стои одесно на нашиот Небесен Отец, во силата на Светиот Дух, тој направи. Затоа никој од оној кој сади е нешто, ниту пак оној што полива, а се е Бог, кој прави да израсте. Кој сади и кој полива се еднакви, но секој ќе добие својата награда според својот труд. И понатаму кажува апостолот Павле, ние сме му соработници на Бога, а вие сте Божја нива, Божја зграда. Според дадената ми од него благодат, јас како мудар првоградител поставив темел, а друг зида. Само секој нека пази како зида. Ова е многу битно што сакам да го споделам со вас. Како што ние свештенослужителите треба да внимаваме како зидаме, односно како го формираме вашиот духовен живот и личен духовен живот и духовниот живот во заедницата. Како зидаме, како ве формираме, како се грижиме за вас. Ние треба да внимаваме како тоа го правиме и на кој темел тоа го правиме. И внимавајте што вели апостол Павле, зашто никој не може да постави друга основа, односно друг темел освен положената кој Исус Христос. И затоа Христос вели, немојте да имате други учители освен мене. Значи ние свештенослужителите во црквата, духовниците, не сме гуру. Ние сме слуги Господови. Слуги Господови кои Господ, еве, не знам зошто и како, тоа е негова работа, негова промисла, го промислил тоа, ни е дал таа задача да бидеме негови соработници на Божјата нива. И толку. И толку. И да не градиме врз своја основа заради свој интерес, туку врз еднаш положената основа, тоа е откупителната Христова жртва. Од таму се добива целата сила и од Педесетница, кога Светиот Дух се изле на апостолите. Од таму.
Нема друг темел. Ако на друг темел го читаме Светото писмо, ако на друг темел си го толкуваме Светото писмо или си го користиме за кузне кои други работи, тоа е злоупотреба веќе на Светото писмо. Сега одиме и кон таа тема. Ова е на крај како поука и одиме во тој момент за злоупотребата на Светото писмо. Ова го пишува светиот апостол Петар и се наоѓа во неговото второ послание. Затоа, возлюбени, очекувајте го тоа, се мисли на второто Христово доаѓање, погрижете се пред него да излезете во мир, неосквернети и непорочни. Што тоа значи, треба многу да говориме. И долготрпеливоста на нашиот Господ сметајте ја како спасение, како што ви напише и возлюбениот наш брат Павле, според дадената му мудрост, како што зборува за тоа во сите своји посланија, во кои има некои работи тешки за разбирање. Внимавајте сега. Што неучените и неутврдените ги изопачуваат. Кој ги изопачува? Оној што е неучен, значи некој човек кој не е подготвен прво да прими Божјата вистина, просто не е духовно подготвен, не е мотивиран за тоа, кој знае кој мотив му е и така натаму, а потоа не е зрел да ја сведочи Божјата вистина. Значи, неучените и неутврдените во верата ги изопачуваат тие вистини. Значи, не само посланијата на апостол Павле, туку и таа запишана Божја вистина, ги изопачуваат како и другите писма за своја погибел. Пишува апостолот Петар. Значи, страшно е човек да ги толкува, односно да си ги приспособува тие вистини што Бог ги открил преку пророците и апостолите за своји цели. Или ако ги премолчува. Исто така. Или ако ги искривува, изобличува, или ги премолчуваш. Гледаш една ситуација, јасна ти е, ја знаеш вистината, го знаеш леко, да си чутиш. Не знам, може би не е сеир. Може би не е сеир, ама тоа го прави за своја погибел. И тогаш ние се прашуваме зошто многу работи не се случуваат и се нарекуваме христијани. А вие, возлюбени, знаејќи го ова однапред, пазете се од измамата на беззакониците. Внимавајте, кажува апостол Петар, внимавајте, пазете се. Дури и вие им се обраќа апостол Петар, што сте внатре во црквата, пазете се од измамата на беззакониците, за да не бидете одведени од нив. Внимавајте, да не бидете одведени од заедништвото, да не го изгубите заедништвото во црквата. И да не отпаднете од својата тврдост, односно од вистината што сте ја примиле, туку да напредувате во благодата и во познавањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Значи, кога некој човек решил да биде христијанин, односно Христов ученик, односно член на неговата црква, член на тој новозаветен народ Божи, на тоа спасително тело Христово, во силата на Светиот Дух, целата работа не завршила. Уште повеќе напаѓаат искушенијата. Ја знам луѓе кои пред 2-3 години така завлегува во поактивен духовен живот и ми велат од Цивица, пред тоа некако мирен си бев. Има искушенија вакви онакви, сега, викам, тоа е тоа. Тоа е тој процес. Тоа е тој процес. Од сите страни делува огнот на нашето формирање за вечен живот. Што мислите, како ние се формираме за вечен живот? Како Бог не формира за вечно постоење? Што мислите? Ке кажете јас сум христијанин, ке кажете јас верувам во Христос, ја читам Свето писмо и вечен живот. Ма немој. Па тоа Светото писмо ве демантира. Не е така. Треба се формирате. И затоа вика апостолот Петар на крај, да напредувате во благодата, во силата на Светиот Дух и во познавањето на нашиот Господ Исус Христос. Значи, во познавањето не на теоретски план, да прочитате едно 500 теолошки книги од врни теолошки умови, свети оци и така натаму, него да станувате пријател Христов преку силата на Светиот Дух, да станете близок со него, да имате таа праведност, да имате дрзновение во таа љубовна комуникација со него како ваш учител и Господ, а вие како негов ученик.
И видите колку повеќе човек напредува, толку повеќе од еден книжовен лик Исус Христос што го среќавате во Евангелието, полека вие живеејќи као христијани, веќе полека се среќавате, односно самиот Христос ве среќава со својот вистински лик, со својата вистинска личност. Значи тоа исто како една книжевна личност, знаете, за некој се пишува и одеднаш го гледате жив пред вас. Тоа е она што го напишал апостолот Петар. И внимавајте, кога со него ќе оформирате таква заедница, тогаш многу нешта и во овој свет добиваат смисла, а особено она што ние го нарекуваме повик за вечно постоење. Многу нешта се менуваат во умот на човек. Многу нешта. Тогаш ја стекнуваме и таа тврдост за која пишува апостолот Петар. Просто тоа е онаа стабилност за која говорев пред малку. Стабилност, кога ќе достигнете таква состојба на светост и вие имате стабилност, не можат разни искушенија од внатре или од надвор да ве турнат наваќе и натаму или да ве одлечат наваму и натаму. Не можат, пошто вие имате тврдост, имате сознание. Ако сте во првата фаза, тогаш треба да внимавате некој да не ви излаже. Причини за злоупотреба на Светото писмо. Но вие, возлюбени, спомнете си ги зборовите што ги кажа апостолите на нашиот Господ Исус Христос, оти тие ви зборува дека во последно време ќе се појават подигрувачи кои ќе постапуваат според своите безбожнички желби. Тоа се луѓето што се одделуваат од единството на верата, тие се телесни и немаат дух. Ова е пророштво. Апостолите го кажале, а апостолот Јуда го има, ова не е Јуда Искариот. Ова тој го запишал. Сега, кога он го користи тој термин последно време, затоа што и кај апостол Павле го имаме тоа во посланието до Тимотеј, кај христијаните, кај раните христијани под последно време се подразбирале два аспекта. Последно време, особено по денот на примањето на Светиот Дух. Тоа е последно време во која смисла? Во таа смисла што Бог се откри и се направи што треба за нашето спасение. И сега само ние го чекаме второто Христово доаѓање, ме разбирате? И страшниот суд, односно денот на судот. Повеќе нема Божји интервенции, односно на личен план. Тоа е Бог се што требаше за нашето спасение го направи. И затоа ние живееме во последното време. И последно време во таа смисла, во тој периодот пред второто Христово доаѓање, во периодот на апостасија, односно отпадништво. Отпадништво, духовно отпадништво. Духовно отпадништво. Значи, ние сега многу е тоа тешко, треба за се да се говори со крајна сериозност, но сепак според многу показатели од Светото писмо и од она како искуство што ни го пренеле светите отци, ние живееме во можеби почетокот на последните времиња или негде крајот на почетната фаза. Може влегуваме у полоша фаза некоја тамо, но не е убава фазата. Но тоа е тоа. И пишува апостолот Јуда, во последно време ќе се појават подигрувачи, кои ќе си подигруваат со вистината. Не им е битна вистината, просто ја извртуваат вистината, ме разбирате? Сега, тој е дух, тој нечист дух, демон на извртување. Значи, постојат многу луѓе, не знам, сигурно вие имате такво искуство, не им е до вистината. Не ги интересира вистина. Дури се декларираат како атеисти. Безбожници. Ама извртуваат вистината. Пишуваат разни книги, пишуваат разни стати, говорат тамо, прават, пустат, не знам тамо што, и ги збунуваат луѓето. Пошто на тие луѓе што не се утврдени во верата, кои се уште младенци во верата, кои уште се на млеко, многу лесно да ги збуниш. И целна група на демонот се особено тие, а не се малку. Во најголем процент во црквата се таквите. И тука се тие подигрувачи кои ве збунуваат. Кои ве збунуваат. А зошто сето тоа го прават? Затоа што се мотивирани од своите безбожнички желби, затоа што демонот што делува во нив, буквално делува во нив, е демонот на богопротивење, тој сатански дух директен. Значи, таквите луѓе ги гледате,
буквално немаат ништо Божје во себе. Совест немаат, а ги скривуваат. Ладно, демонски, крајно рационално, интелектуално ги скривуваат работите и ве збунуваат. Понатаму се препознаваат по тоа што се оделуваат од единството на верата. Видете, денеска, како печорки под дожд, никнуваат цркви под наводници, со мало ц. Ке земе некој свето писмо и, како што реков, пред едно 20 минути, кога ќе види дека, знае, дека кај народот се уште светото писмо има авторитет, зборувањето за Бог има авторитет и така натаму, и тие викат, супер можност за правење пари за бизнис. Тоа си е проверено на Запад, еве се ги тука и на овие наши простори го прават. Си се прогласуваат за вакви онакви, си прават своји цркви, си се нарекуваат како сакаат. И немаат, како да ви кажам, немаат потреба да бидат со никого во заедништво. Сами си се они во заедништво. Сами си прават цркви, сами си се прогласуваат за вакви онакви, така натаму и така натаму. Сами си прават своја вистина, сами си се критериум, сами си се и режисери, и сценаристи, и глумци. А за жал, се повеќе и повеќе такви заедници настануваат на овие простори. Една од нив, јас неколку пати тоа отворено сум го говорил и во јавноста тоа сум го говорил, значи тоа е она заедница на оној Бог да му помоли да му го просвети умот кај Шаров и разни слични како него. Значи луѓе кои гледаат дека не им оди бизнисот на еден начин, па после тоа ќе се види како да си започне некој друг бизнис кој ќе му биде поунесен. Сега дали тоа ќе се нарекува прана, дали ќе се нарекува Дух Свети, дали ќе биде гуру, дали ќе биде пастор, не е битно тоа. Сам си се прогласува и на Запад, и тука кај нас, и тие шират хаос меѓу луѓето, ги збунуваат и го разбиваат единството на црквата. И многумина од вас викаат, чега бе се, како може да постои една ваква црква, уште една ваква, уште една ваква, уште една ваква, уште една ваква, па кај е вистинската? Па кај е Господ тука? Оној си ја врши работата. Не е битно. Значи, тоа се луѓе што се имат, тоа е утрешното предавање за црквата. Значи, сакам да за злоупотреба на Светото писмо. Кои се мотивите? Значи, тоа се луѓе што се делуваат од единството на верата, тие се телесни, немаат дух. А полно им е устата со Дух Свети. Само за Дух Свети говорат. Викам баш со едни од нив. Добро велам, ти знаеш ли како изгледа делувањето на Светиот Дух? Не знам. Па викам, добро, ако не знаеш како изгледа делувањето на Светиот Дух, ти како може да процениш дека во тој човек делува Светиот Дух? Па читаме Светото писмо. Па викам, ти тоа што го читаш од Светото писмо, дали го читаш во контекст? Кому му е даден Светиот Дух? Кому ти е давале Дух Свети? Во која заедница? Како биле подготвени луѓето? Значи, тамо имаме име и презиме. Значи, кој е напишал таа книга? Кои се тие кои примиле? Кои се тие кои се тие кои го примиле Светиот Дух? Кои се тие што од нив го примале Светиот Дух? Кои биле апостоли, кои биле презвитери, кои биле ѓакони, епископи, ме разбирате? Тамо пишува. Викам, кој си ти? Што имаш врска, ти викаш со ова? И он чита и вика, еве, можело тогаш, може и сега. Што може, човече? Што може? Имаш ли ти сведоштво за тоа? Знаеш ли како? Не знам. Може да го провериш? Не знам. Целата приказка е емоција. Видете, тоа е оној момент кај што паѓа огромен процент од човештвото и станува квази религиозно. Сите манипуланти манипулират со слабостите на луѓето и со нивната емоција. А денеска човештвото е гладно за емоција. Гладно за дружење, за заедништво. И они знаат дека луѓето имаат потреба за тоа. Како опробани швалери, знаете, ние тоа често го говорам. Швалерот кој има сериозно искуство, он знае на што паѓаат жените. И они одат со проверен модел. Така и манипулантите одат со проверен модел. И паѓаат луѓето. И не само што паѓаат, тие прават мелено месо од нив.
Ги уништуваат. Пошто знам многумина што поминале такви заедници, кои се враќаат во црквата, но јас и вчера тоа го кажав, сериозен процес на лечење на нивниот ум. Сериозен процес на лечење на нивната душа треба да се направи, за да можат да восприемат вистинска здрава христијанска духовност. Затоа што они се научени ги скривуваат работи. Читат Свето писмо и се скривува одма. Викаме, не може тоа така, бе, човече. Викам, ја читам една реченица од Светото писмо, мене ми е доста за цел ден. Викам, ти во моментот ми цитираш 50 работи, од кои ни една не разбираш. Ајде, викам, да разговараме сега за ова, што, еве, ја денеска, пред да тргнам, викам, на работа, прочитав и тоа ми е денешната храна, денешното созерцание на мојот ум. Ајде, викам, за ова што ти мислиш. И трас. Ајде, објасни го. Не може. Нивните мисли не сте врзани со нивната личност. Тоа е суетата на умот. Суетлив ум. И понатаму вели апостолот: а вие, возлюбени, изградувајќи се во пресветата ваша вера и молејќи се преко Светиот Дух, запазете се во љубовта Божја, очекувајќи милост од нашиот Господ Исус Христос за вечен живот. И така, внимавајте сега, он кажува што да се прави. И така, разликувајќи, затоа што имате од разните тие, имате манипуланти, од нив бегајте. Тие што се изворници на манипулацијата, од нив бегајте. Само Господ може со нив да им го смири суетливиот ум и да им дарува покаяние. И затоа вика апостолот Јуда: и така, разликувајте ги, едни милувајте, а други со страв спасувајте. Значи, со внимание спасувајте ги од погрешниот пат. Истренувајте ги од оган и изобличувајте ги со страв и гнасејте се од облеката и испоганата од телата. Односно, за таа неетична состојба која најчесто, тоа е многу интересна работа, и ја мислам дека за тоа треба да се направи цело едно мало семинарче за култови. Во Америка, во Соединетите Американски држави и во Западна Европа ваквите заедници ги нарекот култ. Значи, и водачите на култовите се луѓе кои се со крајен неморален живот. Ама се фасадираат со лага и им го пласираат на луѓето она што сакаат да го слушнат. И од некој од нив бегај, други милувај, други спасувај и така натаму, но истргнувајте се од целата состојба, внимавајте и самите, затоа и пишува тука, со страв, самите, со внимание, самите, внимавајте и да не западнете во искушение. Затоа што, и ова ќе ви го кажем од искуство, кога се борите со нечисти духови, односно со нечистите духови, со демоните што ги обземаат тие луѓе, треба да бидете многу здрави, духовни, за да вие не подпаднете. Страшни се тие. Такви манипуланти вие немате. Ја мислам, вие политичарите може да учат од нив. Искрено да ви кажам. Па некои од политичарите учат од такви. За жал. Да. И после видите, ние се чудиме во овој свет што се случува или кај нас и така натаму, а тој политичарот се уклучил у таков канал на нечист дух и после гледаш во општеството, во светот се случуваат работи како што се случуваат. Во второто Петрово го пишува ова: а во народот имаше и лажни пророци, како што и меѓу вас ќе има лажни учители. Ова го говори за минатото, а во народот се мисли кај еврејскиот народ. Имаше лажни пророци, како што и меѓу вас ќе има лажни учители. Кои што ќе внесуваат погубни ереси и откако се одрачат од Господа кој ги откупил, ќе навлечат врз себе си брза погибел. Но внимавајте што кажува апостолот Петар. И мнозина ќе појдат по нивните нечистоти и поради нив патот на вистината ќе биде похулен. Ова е многу битен момент. Тоа е целта на демонот. Тоа е целта на сатаната. Патот на вистината ќе биде похулен. Знаете ли како се нарекувале раните христијани? Христијани биле наречени во Антиохија, ама од тие надвор од нив. Месијани и така. Христијаните, односно учениците Христови се нарекувале оние кои се на патот. Не разбирате? Оние кои се на патот на спасението. Така се нарекувале самите тие. И сега апостолот Петар вика:
Поради нив, поради ваквите лажни учители, поради оние што ќе трнат по нив и што ќе го извртуваат Евангелијето, односно вистината Христова, поради нив патот на вистината ќе биде похолен. Па тоа е целта на сатаната. Затоа многумина денеска површни луѓе, суетни луѓе, билат па христијанството е вакво, па црквата е ваква, па свештениците се вакви и така натаму. Па за кого ние правиме муабет, човече? За кого? Ама вие не можете со површни луѓе да ги расчитите овие нешта. Они реагираат на првата информација. Они реагираат на тоа што го гледаат. И со право. Реагираат на тоа што го гледаат. А гледаат процес кој го прави сатаната во црквата и надвор од црквата. Да се похоли патот на вистината. И подбудувајќи ве од користолюбивост, ќе ве привлекува, внимавајте, која е нивната цел на лажните учители? Користолюбивост и се препознаваат по ласкави зборови. Значи, и подбудувајќи ве од користолюбивост ќе ве привлекуваат со ласкави зборови, но нивното оседување е одамна готово, нивната погубел не дреме. Ја затоа викам, бегам од премногу љубезни луѓе. Кога ќе налета на многу ласкави зборови, многу зборови кои се абстрактни и така натаму, кои ништо не кажуваат, тогаш јас дигам ручна. Го кажувам моето искуство. Не судам, ништо не велам, јас ќе паркирам малце. Па ти може да си продолжиш понатаму. Јас, заедно, не. Внимавајте, не затоа што немам љубов, не дека имам ја кузне колку љубов, колку толку. Ама целата приказка е, за да вие се соочите, односно вие кога ќе го налетате на лажен учител. Лажниот учител во себе има демон, како што оние што се оделуваат од детинството на верата. Демон на гордост, демон на суета. И вие кога ќе го напипате демонот на гордост, демонот на суетата, излегува страшен гнев и таквите луѓе се бескрупулозни, безчувствителни. Тие може да ви направат големи проблеми во животот. И затоа проверете се дали имате духовна сила да се занимавате со нив. Ако немате духовна сила, ако се сретнете негде по патот, ако видите колку е саат, вие само ќе си паркирате да подишете чист воздух, а тој нека си продолжи понатаму. Тоа е моето искуство. Тоа е моето искуство. А ако имате духовна сила и толку многу голема љубов, да го изгоните нечистиот дух и да му го победите, како да кажам, суетливиот аспект на неговиот ум, секоја чест. Но јас немам таква духовност. Ево она што го спомнав кај Тимотеј, но ова знај го, му пишува апостолот Павле до Тимотеј, но ова знај го, повторно во последните денови. Сакам да кажам, во последниот период пред второто Христово доаѓање. Но ова знај го, во последните денови ќе настанат времиња тешки, зашто луѓето ќе станат саможиви, сребролюбци, самофалци, горди, кулители, непокорни спрема родителите, неблагодарни, неправедни, недружелюбиви, непомирливи, клеветници, невоздржливи, нескротливи, недобролюбци, предавници, пребрзи, надуени, повеќе сластолюбци отколку боголюбци, на изглед побожни, а од силата на Бога се одрекле. На изглед побожни, а од силата на Бога се одрекле. Која е силата на Бога? Која е силата на Бога? Силата на Светиот Дух, луѓе. Љубовта е општ термин, тоа е абстрактен термин, може да биде и ова и она. Нема сила на Свет Дух. Нема сила на Свет Дух. Во заедништвото нема сила на Свет Дух. Во личниот живот нема сила. Не сега да... Сите ние имаме таа желба да бидеме како во раното христијанство и така. Ние живееме во овие времења сега. Колку толку, знаете, колку за атер што се вика, да не е безвкусно јадењето, малку сол да има. Значи, да има дух во тоа што го правиме. Духот Божи да биде со нас, да има благослов од Него, помазание да има од Него, водство да има од Него. Онака, што?
Ако нема Дух Свети во заедништвото, ако нема Дух Свети во нашиот личен христијански живот, и ние во што се претвараме? Ја ќе ви кажам што. Во обредно христијанство. Во обредно христијанство. Што значи обредно христијанство? Направи ова, и сега ти, односно, таквиот христијани мисли дека е праведен пред Господа затоа што ги направил тие работи. И сега ова е многу широка тема, не ја отварам, затоа што ќе отварам треба уште цело предавање да. А никој не им говори за суштината. Само еден момент. При крајот на Великиот пост доаѓаат да се исповедаат и викаат, доаѓаат да исповедаат. Слушнале се, да, фала Богу што некој доаѓа, и вика, јас дојдов да си земам причест. Мене тој момент ме затреска, како да си земеш причест, викам. Значи, внимавајте го, кој е тој? Значи, доаѓам, не ми е битно мене, што кажува он со тоа? Јас знам дека тоа го кажува, тоа е несвесен ерес. Значи, него не му е битна црквата, заедништвото, ова, он нешто слушнал, нешто недослужил, нешто знае дека така треба и да си земе човекот, без за секој случај. Да му се најде. Знаеш, у целата таа чаша сипано сепа и ова успут, ако има Господ за секој случај. Ме разбирате? Не, ама знаете какав е бројот на таквите? Па сега. И кај е силата Божја? Видете што пишува апостол Павле. Јас не го кажувам тоа. Он го напишал. Оној што е напишал химната на љубовта. Вели, и од нив одвратувајте се. Немајте работа со нив. Па, знаете зашто го напишал? Тешко е со такви луѓе. Тешко е. Треба да имате многу духовна сила, многу љубов и посебен благослов од Господ за да се занимавате. Не може, онака се полуде. Јас знам многу луѓе кои од добра намера почнале така да пројавуваат таков аспект, ама започнале својата вера да ја губат. Ме разбирате? И понатаму пишува апостолот Павле до Тимотеј, но ти остани во тоа што си го научил и што ти е поверено, знаејќи од кого си научил. Значи, ако веќе сте станале свесни за вистината, сте ја провериле и тоа е втемелено на Божјото откровение, тогаш остани во тоа што си го научил, што ти е поверено, знаејќи од кого си научил, бидејќи уште како мал ги знаеше светите писанија, што може да те направат мудар за спасение преку верата во Исуса Христа. И потоа е почетокот на нашето предавање. Зашто целото писмо е од Бога вдахновено и полезно за... Еве го контекстот. Да. Ова сакам да го запаметите сериозно. Ова е мисла на Свети Јован Златоуст. И он вели вака, причина за секоја тешкотија, раскол и подела во црквата е непознавањето на Светото писмо. Значи, кога ние ќе почнеме да си темелиме вера според себе. Вера според себе. Христос кажува овака, ние правиме онака. И се мене ми одговара така. Не може бе што ти одговара. Сега, он вика, мене ми одговара и викам, слушај, јас го почитувам твојот избор, ја почитувам и твојата слободна волја, но тоа што тебе ти одговара, не му одговара на Бог. Затоа што он така не ни го открил тоа. И од кај знам тоа што тебе ти одговара, кај ќе те односе тебе? Па и мене ако трнам по тебе. Ме разбирате? И затоа има делби. Не дека сакаме, но што да правиме? Еви го Свети Јован Златоуст, 4 век. Причина за секоја тешкотија, раскол и подел во црквата е непознавање на Светото писмо. Односно, непознавање на темелот на нашата вера, не разбирате? Вие не можете да правите теолошка надградба ако темелот го немате. На што ќе правите? Јас, ако немам доле на што да ги ставам ногите, освен ако не сум толку духовен да левитирам, а не сум, далеко од тоа, ако немате темел, што ќе правите, бе луѓе? И ние сакаме да го трнеме темелот, пишува таму, кажавме кој е темелот, да го трнеме тој темел и да си правиме темел според нашите желби. Не може. И немојте да се чудите после тоа, ако се чудите зошто
ни се случуваат овие нешта кои ни се случуваат. Ова е копска икона на Педесетница. Коптите во Египет. Вистината на вистинскиот, на тој што е нашиот небесен татко, на вечно постоечкиот. Вистината на вечно постоечкиот во овој свет дојде преку неговиот син, кој стана човек, преку Света Дева Марија и Духот Божи, која прими човечката природа, стана човек, значи, преку неговиот син и преку Светиот Дух. Значи, Христос ни ја откри, Христос направи тоа што требаше да го направи, Христос говореше, Христос ни откриваше, а потоа Небесниот Отец, како плод на Христовата откупителна жртва, му испрати Светиот Дух, третата личност на троединиот Бог, да таа вистина што Христос ни ја откри, добие сила во нас. Тие зборови кои апостолите ги слушаа од Христос добијат сила во нивниот ум. Ме разбирате? И затоа не може да се говори за читање на Свето Писмо, за примање на пораката од Свето Писмо, без вистинска вера, посветеност да се биде Христов ученик и да се биде отворен за делувањето на Светиот Дух. Но отворен за делувањето на Светиот Дух не значи некаква екзалтираност. Значи, јас сега на сила ќе правам нешто, дојди тука Дух Свети у мене, или јас не знам тамо разни емотивни испади, како што прават разни секти, култови и така натаму. Светиот Дух, отец Климент вчера многу убаво зборуваше, Светиот Дух не случајно во вид на гулаб застанува над Христа. Светиот Дух срамежливо, ај така да го искористам тој збор, ненаметливо делува во нас и преку нас. И тој делува кога немој ќе му биде за сходно за изградба на црквата и за наше духовно подигање, а не според потребата и желбата на нашето его. А нашето его, додека не се очисти, то одма сака духовна екзалтација, то сака да прави чуда, да прави свет дух, да светиш као Свети Симеонов Богослов, да говориш као апостол Петар, да пишеш као апостол Павле. Сакаш? Па има. А Христос им вели на апостолите, чудата што јас ги направив и вие поголеми од нив ќе правите. Ама, еве, пред малку говоревме за патот. Тоа е патот, процесот како тоа се остварува. Тоа е патот, нема друг. Друго е забегување, екзалтација, прелест, рушење на единството на верата, патологија, криминал и разни други нешта. И како не ми го покажа, изгледа, ова го има скажено преподобниот Серафим Саровски, еден од луѓето, еден од членовите на црквата кој стекнал состојба на обоженост, она што го нарекуваме ние православните христијани. Значи, во овој свет до тој висок степен на уподобеност на Бога. Самиот тој, многумина можеби, кога сте го читале неговото житие, ја знаете она средба со Мотовилов, кога тој се помолил, кога Мотовилов не му било јасно што е смислата на христијанскиот живот и така натаму, за присуството на Светиот Дух, кога само Свети Серафим Саровски се помолил и за кратко време Духот Божи, затоа што престојува во Свети Серафим Саровски, се појавил Мотовилов и тој сведочи после тоа што се му се случува и така натаму. Видете што кажува Свети Серафим Саровски. Ние христијаните треба да пливаме во зборовите на Светото Писмо како што рибата плива во вода. Таа е воздухот кој го дишеме, храната што ја јадеме. Тоа. Значи, ама пред се Светото Писмо. Читајте и теолошка литература, читајте и свети оци, читајте и ова, читајте и они, но први Светото Писмо. Добро да го простудирате Светото Писмо, за да можете тоа што е здраво, добро и благословено од Духот Свет од останатите да го употребувате, а тоа што е проблематично да го отрнете. Затоа што на страшниот суд нема никој да ви биде виновен. Што правите, што избирате, со тоа ќе излезете. Ме разбирате? Нема да ви бидам ни јас виновен, нема ни јас да бидам виновен, ни некој друг. Ако вие не внимавате и не пазите, како што ви кажам. Треба да внимавате, сериозно.
Но тоа не значи дека треба да се претворите во страшливци. Просто треба да бидете мудри, зрели луѓе. Значи, една од одликите на христијаните православни е да бидат реални, мудри и добри луѓе. Па многу ли е тоа? Реални, добри и мудри и ољубовени. Па да. Ама ако не сме такви, какви ќе бидеме нереални? Ако е човек нереален, тој се губи у животот. Неољубовен, значи пун со омраза, неовистинет, пун со заблуда. Тоа е тоа. Со ова завршувам. Благодарам на довербата. Знам дека овој пристап малце е изморителен, пошто треба и умо да се отвори, но за примање на Божјата вистина треба да учествува севкупната наша личност. Бог благословил ние како од Него создадени битија, по Негов образ, да бидеме битија кои имаат и ум, и срце, и волја, и дух, и душа, и тело, и имагинација, и интуиција, и инспирација. Ние сме комплетно битие. И на комплетен план треба да ја восприемаме вистината. Само така и ќе ја разберем. А и се разбере и на комплетен план треба да се трудиме истата таа да ја практикуваме.